Моето процедурално се однесува на членовите 180б и членот 185 од деловникот на Собранието. Но предходно сакам да ги поздравам овие денешни современи македонски администратори и да им кажам дека со нив нас не ни треба ниту надворешен, ниту внатрешен друг окупатор, агресор, фашист, нацист или терорист. Членот 180б од деловникот се однесува по претресот за предлог на буџет или ребаланс и вели дека тој се одвива во 5 работни дена. Ова е исклучок, многу редок исклучок, кога овие 5 работни се прекинуваат, а за една ваква седница која што нема апсолутно врска со одлука на Собранието. Членот 185 од деловникот се однесува дека Собранието може да претресува и други материјали и информации кои што се поднесени од влада или други овластени предлагачи, но има мноштво на примери кога било какви информации дојдени од било кои предлагачи се разгледувале на комисија, таму се донесувале заклучоци, па дури потоа доаѓале на пленарна сала. Но овие примери веројатно не се добра собраниска пракса која што денес се применува и ова да го можете само вие и само на ваков начин, а само за да избегнете широка јавност и транспарентност на овој подмолен процес. Сакам уште едно да ви порачам. Ниту еден документ кој што вие би го подпишале, изгласале, протнале, нема да има легитимитет и важност, се додека не го добие најбитниот подпис и најбитниот печат, а тоа е печатот и дозволата на македонскиот народ. Затоа, колку сакате, обидувајте се овде денес да правите, да кажувате дека сте демократи, дека сте транспаренти, дека сте со ЕУ вредности, јас можам само да ви порачам дека овој лажен документ не е документ по кој што ние денес ќе расправаме. Јас тука пред вас ќе го искинам и се надевам и посакувам дека овој звук на кинење на ова парче хартија, додека сте живи, ќе ви ги пара ушите што ги имате и душите што ги немате. Поради тие причини, ќе се повикам и на членот 81 став 2 од деловникот и ќе побарам една пауза која што можеби ќе ве предомисли и ќе одлучите овој ништовен, понижувачки, подмолен документ да го вратите таму каде што му е местото, а тоа е во владата, затоа што се работи за меѓувладина конференција, а не владата овде да ви го подметнува и вие како современи македонски администратори да давате изим на ваков криминал и на вакво предавство. Ви благодарам на вниманието, барам пауза од 1 час.